Овој обвинителен предлог и доказите во него овие 2 дена патуваа на адреса специјално јавно обвинителство Основен суд. Судот, основниот суд ги врати доказите, практично го врати обвинителниот предлог, бидејќи судот побара документ за декласификација на оние документи кои што значат доверливи документи, затоа што според соопштенијето и од вчера кој што го испратија судот, стручните служби не можат да работат и да ги пеглаат овие документи строго доверливо, односно со доверлив карактер, и поради тоа судот не може да ја оцени и основаноста на самиот обвинителен предлог. Доцна синоќа од специјалното јавно обвинителство соопштија дека ќе им го вратат повторно овој обвинителен предлог со доказите како такви, без овој документ што го бара судот за декласификација на овие доверливи информации, со образложение, значи образложение од специјалното јавно обвинителство дека судот треба да си обезбеди административни и човечки ресурси кои што ќе можат да ги разгледуваат овие информации од овој тип. Велат дека не ги декласифицирале информациите затоа што според специјалното јавно обвинителство сметаат дека со тоа би нанеле штета на органот од каде што излегуваат овие класифицирани информации. Станува збор за правилниците и внатрешната организација на Управата за безбедност и контраразузнавање и Министерството за внатрешни работи. По ова, значи, денеска став побаравме, одговор побаравме и од претседателот на Кривичниот суд. Владимир Панчевски смета дека основано е барањето на судот, на судијата кој што е надлежен за овој предмет, да побара ваков акт, ваков документ за декласификација на овие информации, а смета дека обврска и должност на специјалното јавно обвинителство како државен орган кој што располагал со вакви информации и кој што ги пушта во кривично-правен промет, а подоцна би можеле да се искористат овие класифицирани информации во судската постапка, должен е да си го обезбеди овој документ. Пред се, заради заштита на државата, заради заштита на човековите права и слободи, а и пред се, како што смета претседателот на Кривичниот суд, дека овој предмет е инициран од страна на специјалното јавно обвинителство, предлагам од режија да ја слушнеме писмената изјава која што ни ја даде претседателов попладнето. Барањето на СЈО представува крајно непознавање на правото од страна на наведеното обвинителство, непознавање на законот за кривична постапка и на праксата на работење во една кривична постапка. Како председател на Основниот суд Скопје 1 Скопје, сериозно ме загрижуваат начинот на кој постапува ово обвинителство, документацијата со која располагаат и ракуваат, како и последиците кои може да произлезат од ваквото незаконско постапување, а особено мојата загриженост произлегува од евентуално можни злоупотреби на класифицирани податоци и информации кои ова обвинителство веќе ги пушта во оптек без сериозен пристап кон степенот на нивната класификација и спротивно на одредбите од Законот за класифицирани информации и подзаконските акти кои ја регулираат оваа област. Така, значи, специјалното јавно обвинителство по добиената информација дека по овој случај, односно по овој обвинителен предлог постапува Лидија Петрова, една од судиките чие што име беше споменувано во прислушуваните материјали, сметаат дека таа ќе се однесува и ќе работи пристрасно кон овој предмет и поради тоа што се сомневаат практично во незината непристрасност, бараат изземање од страна на судиката, која што патам да подсетам дека предметот и беше распределен по електронски пат. Од судот велат дека, односно сега претседателот кој што треба да пресече, да одлучи дали ќе го земе предметот на оваа судика или ќе го остави во надлежност, има рок од 3 дена. Тој вели дека прво треба да земе изјава од самата судика, а после и да одлучи. Инаку предметот во моментов се наоѓа во статус-кво ситуација, значи нема постапување по овој прв обвинителен предлог од специјалното јавно обвинителство додека не се расчисти целата работа со барањето за изземање на судиката поднесено од специјалното јавно обвинителство.